Uvaženi gosti, dame i gospoda, vaši ekscelenciji, počituvani gledači na Kanal 5 televizija, dragi sportisti, sportski rabotnici i novinarki. Dobra večer i dobrodojdovte na Zlatna Olimpija, nastanot za najuspješni ženi v sportu v organizacija na Olimpijski komitet na Severna Makedonija. Čest je navistina da budemo vaši domaćini na ovaj grandiozan nastan koji što ima za cel da gi proslavi sportskite uspesi i dostignuvanje na devojkite i ženite v sportot i da afirmira založbата и пораката за родова еднаквост во спортот. Ова вечер ќе биде вистинско уживање за душа, ќе има танц, музика, убави спортски пораки, најважно ќе имаме златни олимпийки. Така е, Елена. Почитувани гости, драги пријатели, пред се дами, но се разбира и господа, и во мое име ви посакувам добро вечер и едносрдечно добредите на оваа специјална гала, каде што ќе им оддадеме признание на сите жени во спортот, кои што вложиле труд, се залагале цела оваа измината година и за тоа се предвидени и овие 10 статуетки тука, кои уште многу кратко ќе останат тука на сцената пред да заминат во вистинските раце кај секоја од нив. Но имаме едно изненадување, неколку посебни статуетки кои што се предвидени за уште неколку специјални дами како едно признание за нивната заложба за родова еднаквост во полето на спортот и токму и нив ќе им оддадеме почит со овие статуетки. Сите знаеме дека живееме во едно дигитално доба, каде што секој ден настан, дали е мал или голем, значаен или незначаен, се споделува на социјалните мрежи и на тој начин го правиме да биде достапен до сите останати. Па да не бидеме себични и оваа вечер, да ги задржуваме само за себе овие битни моменти, а верувајте, ќе ги има многу. Да ги споделуваме сите оние битни моменти, фотографирајте се, споделувајте ги сите оние битни моменти кои што мислите дека вредат, а ќе ги има многу под хаштагот Златна Олимпија 2021. И вечерва додека сме на настанот и за време на преносот на телевизија Канал 5. Многу навистина ќе ни значи вашата поддршка со хаштагот Златна Олимпија 2021 година. За почеток го поканувам председателот на Олимписки комитет на Северна Македонија, господинот Даниел Димевски, да го отвори официјално настанот Златна Олимпија. Повелете. Добро вечер на сите. Навистина е прекрасно чувство да бидам заедно со вас на едно место вака собрано компетенција, убавина, знаење. Навистина Македонија може да се гордее со она што го има и специјално во една ваква прилика да видиме дека спортот е многу повеќе од само спорт, дека спортот навистина е место каде што идните лидери, сегашните лидери ја кројат и ја водат нашата држава. Ние сме навистина задоволни што токму ги гледам сите меѓу вас. Зошто Златна Олимпија? Бидејќи Олимпија е синоним на Олимписките игри, на олимпизмот, нешто највозвишено, а златна е бидејќи навистина оваа манифестација, сето она што вие го заслужувате е навистина златно. Да се биде жена спортист не е едноставно, тоа е многу потешко него маж, бидејќи се борите со истите предизвици, а треба да ги реализирате со многу помалце средства, нешто што мора да го исправиме во иднина, а при тоа да балансирате и помеѓу приватниот живот, да бидете успешни сопруги и мајки, меѓутоа и да балансирате со вашиот професионален живот, градејќи ја вашата кариера. Тоа значи 3 пати е потешко да се биде успешен спортист жена и затоа го имате не само мојот, од сите нас мажите тука, најдлабокиот поклон за сите вас. И на крај, ако минатата година сите ние заеднички си посакавме на собранието на Олимпискиот комитет да освоиме олимписки медал, а го имаме тука со нас и главниот протагониста Дејан, носителот на златниот сребрен олимписки медал, бидејќи навистина е златен иако е сребрен, мислам дека е време сега да си посакаме една заедничка желба, па следната олимпијада да имаме плюс уште еден олимписки медал во женска категорија. Време е. Уживајте и се гледаме повторно. Ние само да ви се заблагодариме, господине Даниел, за поддршката и довербата да бидеме ваши домаќини, затоа што навистина ни е голема чест.
Така е. Даниел Димевски, председателот на Олимпискиот комитет, ви благодарим уште еднаш за кажаното и за вашите искрени пораки. И сега веќе имаме комплетирано она увертира во вечерта, имаме прогласено за отворена, но ни остана уште еден мал дел, уште еден битен момент, уште едно поздравно одбраќање. Ја повикувам на сцена Силвија Митевска, председателката на Комисијата за родова еднаквост во спортот при Олимпискиот комитет, од каде што всушности потекна иницијативата за овој настан, за поклон кон најуспешните жени во спортот. Почитувани екселенции, почитуван председател, почитуван директор, драги спортистки и спортисти, ви благодарам што вечерва сте заедно со нас на првата едиција на Златна Олимпија, настан посветен на најуспешните жени во спортот. Оваа вечер е кулминација на спортските достигнувања и успешните приказни испишани од спортистките и жените во спортот за 2021 година. Вечерва ќе ги прославиме нивните успеси, но нашата поддршка ќе продолжи и по завршување на оваа вечер, зашто нивните успеси се мотивација во нашите мотиви да продолжиме да се бориме за постигнување на родово еднаков спорт. Вистинска привилегија, но истовремено и голема одговорност е да бидеме лидери и лидерки во борбата за родова еднаквост, борба во која секој и секоја од нас подеднакво жени и мажи играат многу важна улога. Особено важно е да делуваме во подигнување на свеста за ова прашање, родово сензибилизирање, заедно да се бориме за поголемо учество на девојчињата и на жените во спортот, поголема вклученост на жените на раководни позиции во спортскиот сектор и секако да овозможиме еднаква поддршка и еднаков пристап до ресурси за спортот во женска категорија. Секој од нас присутен вечерва тука има моќ да влијае и да направи подобар спорт за сите. Промените всушност започнуваат самите од нас. Јас одамна ја започнав борбата за подобар спорт, а сега имам огромна чест оваа промена да ја остварувам заедно со Комисијата за родова еднаквост во рамки на Олимпискиот комитет, организација која е предводник во промените што следат. За да се надмине родовата нееднаквост, потребна е тимска игра. Овој настан успеа да обедини спортисти од речиси сите спортови, представници од над 40 спортски национални федерации и гледајќи ве вечерва во волку голем број, јас сум повеќе од сигурна дека ги имаме вистинските сојузници на наша страна, во нашиот тим. Во име на Комисијата за родова еднаквост во спортот, ви благодарам за поддршката и ви посакувам пријатна вечер на настанот Златна Олимпија. Благодарам. Благодариме до председателката на Комисијата за родова еднаквост при Олимпискиот комитет за излагањето. Време е да преминеме во најава на содржината која следува. Изминатата година не беше лесна година за спортот, но и покрај сите предизвици со кои што се соочувавме, сепак бележиме година во која жените оставија навистина силен печат во спортот. Оваа вечер ќе ги уважиме нивните успеси и ќе го наградиме нивниот труд. Со предизвикот да се одберат најуспешните жени во спортот за оваа 2021 година, се соочи стручното жири составено од 6 спортски новинарки и 1 спортски новинар. Голема благодарност за целата нивна професионалност и посветеност на задачата и ве молам еден аплауз. И така полека го скршивме мразот и тука заклучуваме еден дел од оваа специјална гала и време да преминеме кон она што е наша примарна цел вечерва, почеток со доделување на статуетките.
Не туку така имаат кажано дека светот останува на младите и тоа е токму така. Ако вложуваме во нив, ги едуцираме правилно што од најмали нозе, тие во секој случај ќе ни го обелат образот во иднина за родова еднаквост и еднаква застапеност на жените во спортот. Почнуваме токму со нив или категоријата најдобра млада спортистка. Да видиме кои 3 спортистки се номинирани во оваа категорија. Прва кандидатка е Мија Блажевска Еминова, пливање, постави личен рекорд на Олимписки игри 2020 Токио во трката на 100 метри слободно, има поставено повеќе од 50 национални рекорди и е повеќе кратен национален шампион во Северна Македонија. Втората кандидатка е Ива Младеновска во ракомет, прогласена за MVP, најкорисна ракометарка на кадетскиот ЕХФ шампионат во Литванија за ракометарки до 17 години. Ива е ракометарка на ЖРК Металург и ја нарекуваат чудо од дете. И има и зошто. Со 14 години, освен што настапува за кадетската репрезентација, таа годинава дебитираше и во македонската сениорска репрезентација. Трета кандидирана е Михаела Алексовска, кошарка, прогласена за најкорисна кошаркарка на кадетскиот FIBA Challenger во Грузија до 16 години. Михаела е кошаркарка на крива паланка на шампионатот во Тбилиси, беше убедливо најдобар стрелец. И сега рете да го најавиме и првиот доделувач на наградата. Се уште ни се свежи сеќавањата од летната олимпијада во Токио, освоениот сребрен медал во теквондо. Го поканувам да ни се придружи Дејан Георгиевски и да прогласи која е најмладата спортистка за 2021 година. Добро вечер на сите. Сакам да им честитам на сите 3 номинирани за одличните успеси. Најдобра млада спортистка Мија Блажевска. Во име на Мија Блажевска Еминова наградата ќе ја подигне Маре Блажевска, да ја поздравиме. Добро вечер на сите. Голема чест ми е што присуствувам на еден ваков настан. Мија моментално не можеше да присуствува пошто е на светско првенство во Абу Даби. Чест е да имаш едно вакво дете. Голема поддршка има од нас, а и од вас. Се надевам ќе продолжи и така. Ви благодарам. Честитки за Мија, ќе посакаме уште многу спортски достигнувања во иднина. Следната категорија е најуспешна спортска менаџерка. Доделувачот ќе биде, ја поканувам, кошаркарската звезда Јелена Антич. Добро вечер на сите. За најдобра спортска менаџерка ја добива наградата Цветанка Макаровски. Добро вечер, почитувани. Чест ми е задоволство да бидам дел од вас оваа вечер. Ова е прва година и се надевам дека во иднина ќе имаме многу поголема конкуренција во однос на жените менаџери во спортот. Накратко само ќе кажам дека мојот успех е само успех на мојот тим кој што стои зад мене и сето она што го работим изминатите години. И би сакала да ги поздравам и нашите спортисти, не само од нашата федерација, него воопшто, со една мудра мисла дека постојат 3 броја, 7 ноти, се извинам, 3 бои, 7 ноти и 10 броја, а тоа што правиме со нив има разлика. Благодарам.
Iako ovaj večer na statuetki Zlatna Olimpija, na ovaj nastan Olimpijski komitet ke dodali i plaketi za osoben pridones v sportu. Prvata plaketa se odneseva na posebno priznanje za pridones za sportsko novinarstvo. Sportskите novinarki igrat važna uloga pri ravnomerната medijumska afirmacija na rezultatite na sportistkite v javnosti. Večerova ke nagradime sportskata novinarka koja je poveći od 25 godini so iskustvo na ova pole. Na scena je povikovam Irena Mitrovska od Kickbox na taj federacija da je proglasi pobedničkata i da je dodali nagradata. Povelata. Добро вечер на сите. Чест и задоволство ми е што сум присутна на овој гала настан, прв од ваков тип во нашата држава. Поздрав за сите присутни спортистки, спортски работници, председатели, екселенции. Јас на оваа бина застанувам во името на Kickbox Muay Thai Федерацијата на Македонија, но и како дел од Комисијата за родова еднаквост на спортот при Македонскиот олимписки комитет. Пред се би сакала да ви се заблагодарам што ми ја дозволивте честа да ја прогласам најдобрата спортска новинарка оваа година. Сакам на сите номинирани спортисти да им ја честитам номинацијата, а на сите најдобри и оскаровци да им го честитам заслужениот избор. Признание за спортско новинарство оди во рацете на Билјана Благоевска. Благодарам на МОК, на Комисијата за родова еднаквост во спортот за ова признание. Морам да признаам, јас сум повеќе од 25 години во новинарство, но ова ми е прва награда новинарска. Уште нешто, кога почнував ми даваа 2-3 месеци, најмногу 5 дека ќе издржам, ама малку подолго останав, а се надевам и ќе бидам подолго. Секој што работел во новинарство и што знае што значи колкава жртва е спортското новинарство. И затоа јас сакам оваа плакета што сега ја добив јас да ја споделам со моите 6 останати колешки. Значи ова е за мене, меѓутоа е и за Марија, за Наташа, за Весна, за Ангела, за Јана. Тоа се жени во спортот и во новинарството. Значи жени борци што го жртвуваат викенд, секој викенд, што жртвуваат родендени, празници, затоа што се на тие настани, тие на други настани известуваат. Значи, се бориме за нашето место во медиумскиот простор и под сонцето, но се бориме и за жените во спортот. Ви благодарам. Благодариме и честитки. Ова е само првиот дел на наше дружење или во првите награди Златни Олимпики. Кога реков дека ова ќе биде вистинско уживање за душа, ќе имаме музика, ќе имаме убави танцови номери. Првата музичка пауза ќе ја направиме со една танцова изведба на прекрасната двојка од Танцовата федерација. Уживајте. Je ne fume plus, je ne m'aime plus d'histoire. Je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie ça c'est pour tout part. Je n'ai plus de vie et même
cas de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et que me laissant seule avec mon désespoir, je suis malade, complètement malade. J'arrive, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Благодариме уште еднаш, се надевам дека уживавте и вие. И после оваа класична елеганција, време е да продолжиме со доделувањето на статуетките и да преминеме на следната категорија. Пред да најавам, ќе ви признам дека вие, почитувани дами, при таа борба за родова еднаквост поставувате многу високи критериуми, кои што некогаш и за наш мажите се тешко достигнувачки. Но, ајде да го прогласиме и оној кој што е најдобар во следната категорија, најдобар женски тренер. А добитничката на оваа награда во оваа категорија, чест и задоволство ми е да ви соопштам дека ќе ја додели најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски Иџе. Добро вечер на сите присутни, посебно на сите дами. Особена чест и задоволство ќе биде да се даде оваа награда на една исклучителна дама, која што е синоним за успех, која што, верувајте дека со нејзините резултати и све оно што го прави, што го пренесува на младите, дава Македонија да има едно повисоко светло во спортот. Особена чест ми е да ја представам Александра Војнеска-Зикова за најдобар тренер во Македонија. Честитки до Александра. За жал, Александра не е тука со нас, меѓутоа во нејзино име наградата ќе ја подигне генералниот секретар на Атлетска федерација Дејан Ангеловски. Повелете. А имаме навистина убава порака од Александра, да видиме со какви благодариме. Со какви емоции ќе ја пренесе таа возбуда дека е наградена. Ајде да видиме видео пораката од Александра. Почитувани присутни, би сакала од моје лично име, од името на Атлетска федерација, да ве поздравам и да се заблагодарам за наградата за која што сум посебно среќна. Воедно им честитам на сите жени кои што беа номинирани во своите категории. Сите ние заедно, со нашата посветеност, со нашето действување во клубовите, во националните спортски федерации,
Со успесите и резултатите кои што ги реализиравме во 2021 година, придонесовме за развој на националниот спорт во нашата држава. Атлетиката во 2021 година во Македонија беше во знакот на жената. Посебно сум горда и среќна што сето тоа беше препознаено и валоризирано од страна и на Европската атлетска федерација. Имено наградите за жена лидер и за жена председател дојдоа токму во рацете на Атлетската федерација на Македонија. На крај, најголема благодарност упатувам до Дрита Ислами, девојката поради која што јас вечерва ја добивам оваа награда. Девојката која што е символ на атлетиката во изминатите години. Девојката која што има континуиран напредок и постојано руши рекорди. Се надеваме дека тој континуиран напредок ќе доведе и до исполнување на олимписка норма, што секако е сон на секој спортист, а и ќе биде најголем успех на нас како федерација. Не би сакала повеќе да должам, ви посакувам се најубаво во новата 2022 година, многу здравје, среќа и успех. Продолжуваме ние со четвртата категорија за вечерва, а тоа е најдобра женска репрезентација. Првата кандидатура е за кадетската кошаркарска репрезентација, прво место FIBA Challenger турнир, и тоа за кошаркарки до 16 години. Кадетките го освоија златниот медал на турнирот кој што се одржа во Тбилиси, Грузија. Ова е еден од најголемите успеси во женската репрезентативна кошарка. Втората номинирана во оваа категорија е женската фудбалска репрезентација за квалификациите на светското првенство 2023. Нашиот најдобар национален состав забележи победа во групната фаза, односно ја победивме Летонија. Третата кандидатура е за кадетската репрезентација ракомет, прво место ЕХФ шампионат во Литванија за ракометарки до 17 години. Со триумфот на ЕХФ шампионатот во Литванија, македонската репрезентација обезбеди пласман на наредните европски шампионати за кадетки и за младинки. Секоја чест за сите три, но знаете, наградата мора да отиде кај една од нив. Кој ќе ни го соопшти? Тоа на сцена го повикувам олимпискиот великан во борење, Шабан Сејдију, да ја прогласи победничката во оваа категорија. Добро вечер на сите. Чест ми е да ово признание го доделам на најдобрите спорткињи на нашата држава. Најдобрата женска репрезентација, ракометната кадетска репрезентација на Македонија. А во име честитки, а во име на кадетска репрезентација, наградата ќе ја прими ракометарката Теодора Дуковска. Добро вечер на сите. Пред се сакам да се заблагодарам во името на целиот тим и стручниот штаб за оваа награда. Ова представува уште еден поттик и мотив за понатамошни успеси. Игравме со срце и заслужено го освоивме првото место. Ви благодарам. Младија навистина толку успешни. Апсолутно. Спортот е најдобра афирмација на една земја. Една од најважните карики во спортот се секако успешни спортски настани. Тие се подеднаква важни за учество и професионален развој на спортистите и спортистките, но и за промоција на убавините и ресурсите на нашата земја. Еден од најголемите спортски настани во нашата земја секако е Визер маратонот, настан кој што досега привлекол над 10.000 странски државјани. За да го прославиме овој успех, треба да доделиме и ќе доделиме посебно признание за успешен спортски настан. А за таа прилика ги повикуваме на сцена најмладите представници од триатлон клубот Триоджи и тренерот Елена Зисовска да ја доделат оваа награда.
Тие се толку мали, но неверојатни во оваа навистина тешка спортска дисциплина. Мигел? Особено ни е драго што ја имаме честа да ја доделиме оваа награда на една од жените кои што многу успешно организираат спортски настани, а ние од најмладите до највозрастните живееме секој ден за овие настани. Признанието за успешен спортски настан го добива Гордана Николовска. Надевам дека во иднина сите овие млади спортисти ќе се најдат на улиците на Скопје. Голема чест е да се добие оваа награда, поготово од вакви фраери и фраерки. Морам да кажам дека е исклучително тешко да се организираат спортски настани на отворено, кога најчесто во женска чанта може да се извади кармин, кај мене се вади цвикцангла. Ниту една награда и ниту едно признание не е лично. Благодарам до цела моја фамилија, благодарам до сите соработници кои што дале поддршка да има што поголем број на жени во организирање на настани и до големите джентълмени со кои што работам, кои што никогаш не рекле не на жена. Дека не си доволно способна или дека не можеш, освен кога треба да се дигне нешто тешко. Благодарам на мојот татко, Ѓорѓи Кузмановски, кој што ме воведе во спортот, Кире, Иван, на мојот сопруг, на мојата фамилија, но тоа што искрено би сакала да кажаме дека жените во спортот, да, треба да бидат вклучени, не треба да создаваме проблем, туку треба да го решиме. Тоа што ние го направивме пред 9 години, ја направивме женска трка, на глобално ниво жените се 25% присутни наспрема мажите. Во 2019 година, со гордост можам да кажам, дека на трката на 5 километри имавме многу поголем број на жени учеснички отколку мажи. Тоа е работата, кога сме ги мотивирале жените да не се откажуваат, иако имаат години, движете се, бидете активни, бидејќи рекреацијата е таа која што ќе ви даде многу повеќе задоволство, подолг живот и секако дека ќе имате посреќен и поубав живот. Истото ви го посакувам вам и да ве видам 2022 сите на стартна линија. Благодариме многу. Сведоци сме и ние на навистина многу убави моменти. Многу ни е драго што заеднички ги прославуваме успесите на овие моćни и храбри жени. Продолжуваме уште со 6 категории победнички, но најпрвин да уживаме во номерата на нашата Антонија Гиговска, насловена Магла, апсолутен хит кој што вреди да се слушне во живо од Антонија. Повели Антонија. Sama, душава пак е сама, рана до рана, стоят како тетоважи, магла пана, се мириса на наши спомени, празни флаши, неспиени ноки, кажи кој те љуби, кој те мази, кажи ми лажи, лажи, дали уште срце тражи, или душа уште мрази, кој те љуби, кој те вози, лажи ме, лажи, лажи, дека те теши друга, кога имаш ноги прази. Кога има магла, види
Se pram mrtva lana, a u mene vilava magla pana. Ko što pagam jas na tvoj čarm, da izgubam balans. Dobro da sam sama, ako nema nas. Koji te ljubi, koji te mazi, kaži mi ajde laži. Da li ušte srce traži, ili duša ušte mrazi. Koji te ljubi, koji te krši, laži me, laži, laži. Neka te teši druga koga imaš toki prazni. Koga ima magla, vidi, vidi me. Koga pak je panom, digni, digni me. A koga ima magla i mi se ruši svet, samo jedan povike smeni se. A koga ima magla, vidi, vidi me. A koga pak je panom, digni, digni me. A koga ima magla, od zori pa do samrak, da još jedna saglam ti sluši me. Koga ima magla, ti vidi, vidi me. A koga pak je panom, ti digni, digni me. A koga ima magla, od zori pa do samrak, da još jedna saglam ti sluši me. Ti sluši me. Bez tebe sve mi je sivilo, sve mi je magla. I ništa ne mi je saglam. A svega dojde i sve mi odi za poslednjem pad. I ostaje me sama da tonam u ova magla. Uživajte, ubava večer. Благодариме на прекрасната Антонија. Се враќаме повторно на сцената помеѓу Оскарите. Заложбата за родова еднаквост во спортот не е актуелно прашање само кај нас. Многу организации широм светот активно работат на ова поле, залагајќи се за еднаков третман и поддршка на спортистките и жените во спортот. Инаку за организација на настанот Златна Олимпија добивме поддршка и од Интернационалниот олимписки комитет. Да ја чуеме видео пораката од Лидија Нескера, председателката на Комисијата за родова еднаквост при Интернационалниот олимписки комитет, која што ја испрати по повод оваа пригода. Dear President Dimeski, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to address you today. Although I cannot be there in person, I would like to send my sincere congratulations to tonight's winners. Allow me as well to congratulate you, President, for organizing this historic event to highlight the great sporting achievement of your athletes and raise awareness of the importance of gender equality on and off the field. Only with Mali Alliance can we close this gap and progress together. At the International Olympic Committee, we are driving by our vision of building a peaceful and better world through sports. Diversity, equality, and inclusion are integral complements to fulfilling this vision because we know we are strong together. Today, we are focused more than ever on building on the progress made for women in sports over the last 25 years. We also stand ready to take it a step further to be more ambitious and accelerate progress in all areas of the Olympic Games and within the Olympic movement. This priority is entrenched in our Olympic Charter and reaffirmed in the IOC's new strategic roadmap on the Olympic Agenda 2020+5. Only through the equal participation of women on and off the field of play can we benefit from all that humanity has to offer. Collectively, we have an important opportunity
and responsibility to use sports as a catalyst for change. Together, we can use the power of sport for fostering inclusive societies, empower women and girls, and create positive legacies for future generations. In Tokyo 2020, the image of 182 delegations having a women and men leading their delegation together into the Olympic arena sent a powerful message of equality to the world. In addition, women occupy twice as many positions as chief of the mission as in Rio 2016, and the number of women coaching at the Games slightly increasing the 13%. However, there are still more than can and need to be done. As we look ahead to Beijing 2022 and Paris 2024, we must use this moment to build on our accomplishments and see women succeeding in all areas of sports. We want to see more women as chief of the mission, team leader, but also as coaches, technical officers, and so on. It's time. This is no longer only about the number. Tonight, as we celebrate the accomplishment of your female athletes, let us remember that they are the role model who will continue to inspire North Macedonia's current and future sports stars. So let us continue to join hands in the Olympic spirit to work together and better, more inclusive future. Thank you. Ете, тоа беше ова наша поддршка од светски рамки, што уште една потврда за тоа колку е битна ова гламурозна гала вечерва. Полека ги трошиме овие статуетки, заминуваат во вистинските раце, па рете да најавиме и следната категорија, една категорија во која што се излегува од границите на нормалното. Категорија спортски подвиг. Наградата ќе ја додели и ќе го соопшти победникот, една дама која што го има направено и својот спортски подвиг, таа е единствената македонка што ги има искачено сите 7 највисоки брвови. Ја повикувам на сцената Илина Арсова. Почитувани гости, Ваши екселенции, спортистки, спортисти. Има некои работи кои ги научи во спортот и истовремено се столб на секое здраво општество. Еднаквост, верба, вечност. Гледајќи пред себе една разнолика публика која вечерва го слави женскиот спорт, ме навраќа на еден настан во 2012 година, кога благодарение на Американската амбасада, една млада девојка од кај нас отпатува во Америка и за прв пат почувствува во светски рамки што значи да се биде жена амбасадорка на спортот. Така некако почна да се одмотува клопчето и да се потикнува родовата еднаквост во спортот. Вербата, драги мои, вербата во себе, барем мене, ми има докажано дека ништо не е невозможно, дури ни највисоките врвови. А вечноста, луѓето велат дека ништо не е вечно. Јас не би се согласила сосема со тоа, особено кога ние овде сите, преку нашите дела и спортски резултати, испишуваме една историја. Денес сме сведоци дека историјата можна лесно знае да се релативизира, но многу тешко
може да се избрише. Вечерва доделувам награда Спортски подвиг за 2021 година, а наградата оди во рацете на една храбра дама, која неодамна се врати од Непал и таму искачи еден од најпредизвикувачките врвови на Хималаите. Врвот Ама Даблам, висок 6812 метри, е за мене се уште еден од најубавите кои го имам искачено пред токму 10 години. Колку и да не веруваме во случајности, со вечерашната добитничка, освен што имаме слични имиња, родени сме на исти ден, и со лавовско срце ја делиме љубовта кон планините. Драги мои, Ирина Дишовска. Какви две моćни Илини имаме на сцена, браво! Моćни и храбри, честитки. Иако планинарињето се смета за индивидуален спорт, да знаете, клучно е да се биде дел од добар тим. Затоа би сакала во оваа прилика да го поздравиме и нашиот Лазо Миновски, еден од пионерите во екстремните спортови, кои заедно со Ирина се искачија на врвот. Ви благодарам многу за номинацијата, ви благодарам за наградата, ви благодарам на организацијата господја Силвија, навистина многу добра организација и многу добар настан, кој што нели на нас жените ќе ни даде поттик во иднина да продолжиме да ги рушиме бариерите и границите кои што навидом ни се поставени. Морам да го поздравам мојот партнер Лазо Миновски уште еднаш, лично, затоа што Лазо е у суштина еден човек кој што не се однесува со мене како кон девојче. Лазо не ме генерализира како останатите дека јас сум женско во овој спорт. Напротив, он при секое наше искачување, ги има многу наши искачувања и надвор од Македонија и во Македонија, он ми кажува дека јас сум маж кој што машки се бори. Така да уште еден голем поздрав до него и затоа што он е еден од најголемите мои поддржувачи. Оваа награда би ја посветила на мојот татко, кој што не е меѓу нас веќе, меѓутоа мислам дека би бил многу горд на ова, така да ви благодарам. Честитки за Илина. Олимпискиот комитет како водечка организација која се залага, промовира и води политики на родова еднаквост, ќе додели признание за посебен придонес во унапредување на родовата еднаквост. Победничката е една од најгласните борки против родово базираната дискриминација и родовите стереотипи кои го ограничуваат потенцијалот на жените и девојките. И сега е време да продефилира тука уште една македонска легенда во женскиот ракомет, една од дамите што сите нас не направи горди во 2002-та. Ја повикувам на сцена Гордана Нацева да ја додели наградата за унапредување на родовата еднаквост. Добро вечер, ваши екселенции, спортистки, дами и господа. Ми причинува исклучително задоволство што вечерва сум овде и што сум дел од овој настан. Инаку сум дел од Комисијата за родова еднаквост и тоа отвори кај мене многу поинакви визии од она што јас сум го разбирала како спорт и она што значи родова еднаквост сега од овој аспект, но би сакала пред се да упатам неколку благодарности кон одредени луѓе. Значи, прво би сакала да упатам благодарност до Олимпискиот комитет, која даде несебичната поддршка на Комисијата за родова еднаквост и која го препозна нашиот ангажман и нашата енергија дека сакаме да направиме одредени промени во областа спорт, поттикнувајќи родовата еднаквост. Благодарност до Мони и до Сара кои помогнаа во организацијата, кои несебично се дадоа да го организираат овој настан. Очекувам во наредниот период дека ќе имаме, како што имаме поддршката од на високата куќа во спортот,
Олимпискиот комитет, дека комисијата ќе има поддршката и од националните федерации, посебно од нашите машки колеги, бидејќи без нив ние не можеме да ги оствариме и да ги реализираме нашите планови и програма која имаме зацртано за оваа година. Кога говорам дека треба вклучување на жената во спортот, треба да имаме во предвид дека доколку го масовуваме женското присуство во спортот, вложуваме во жена која ќе изгради самодоверба, во здрава жена, која понатаму ќе биде столб на едно здраво општество, кое ни е потребно, насушно потребно во периодот. Ви благодарам многу и ќе ми биде задоволство да ја врачам наградата. Да, посебно признание за унапредување на родовата еднаквост, госпоѓа Јуранија Пировска. Додека таа доаѓа до сцената, да кажам дека првите денови од формирањето на комисијата и одействувањето, таа беше која даде поддршката и очекувам од Хелсиншкиот комитет поддршка и во натамошните активности на Комисијата за родова еднаквост. Ранија ми представува големо задоволство да доделам награда на жена која е на браникот на обесправените и на оние на кои им е потребна помош во општеството и поддршка. Благодарам. Мојата прва награда. 25 години работам човекови права. Ова е мојата прва награда, прво признание за тоа што го правам за човековите права и верувајте ми, најдраго ми е што вие ми ја давате таа награда. Мене навистина ми беше исклучителен предизвик да влезам во спортот. Следно ми е црквата, ама има време. Меѓутоа влегов во спортот, најдов на соработка, му благодарам на Даниел и благодарам на Силвија, им благодарам на сите жени кои што храбро се вклучија во она што го правиме. Ние веќе започнавме со обуки во кои учествуваат жени од 5 федерации. Обуки во кои што тие учат што е тоа родова базирана дискриминација, што е тоа родово базирано насилство. Некој рече, бори се машки, бори се женски. Затоа што да се бориш женски е многу појако. На жените секогаш им е потребно повеќе борба, повеќе труд, повеќе се. Мажите секогаш се добивале многу полесно. Не ве дискриминирам. Факт. Историски. Патем речено, морам да кажам дека навистина уживав оваа вечер во сите оние зборови кои што беа кажани при доделувањето на наградата и верувам дека заедно навистина ќе направиме нешто. Јас не го гледам спортот како поле за надпревар помеѓу половите. Напротив, го гледам како поле каде што треба да се развива културата на еднаквост. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме Уранија. Борис, како е чувството да се биде меѓу најдобрите во спортот, најмощните? Одлично, навистина. Ова чувство не може да се опише. Ако звучи како стереотип, помеѓу вакви моќни, силни и успешни дами во толку тешки спортски дисциплини, навистина е гордост да се биде домакин. Имаме уште неколку златни олимпики кои што ќе треба да ги прогласиме, да ги поздравиме и да ги поканеме на сцена, но претходно ајде уште една танцова numera, изведба од Танцовата федерација. Повелете. Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I
hope I don't run out of time. Can someone call a referee? 'Cause I just need one more shot at forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem all myself tonight. 'Cause I just need one more shot, second chances. Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry, yeah. Sorry, yeah. Sorry, yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Money rains from the sky above, but keep the change 'cause I've got enough. A little time and some tenderness. You never buy my love. No other thing that's as precious to. No other, there's no other than a heart that's real and a heart that's true. Something that you got to know. These presents don't really come for free. Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame, but I've got to go. Take my hand, on them over. Take my hand, you, on them over. Take my hand, you, on them over. Take my hand, on them over. Tancova federacija na visina izgledate svetski. Odime so sledna kategorija koja što se odneseva na posebno priznanje za životno delo. Ova nagrada podrazbira izključitelan pridones v razvoju na sportot i afirmacija na Severna Makedonija na međunarodnem plan. Pobednička ta je jedna od najuspešnijih makedonskih sportistki v istorijata, učesnička na 4 olimpijadi. Na dve kako nadprevaruvačka, keve podsjetam olimpijski igri 1992 godina i olimpijski igri v 96 godine i na dve kako del od trenerskijot tim. Ja povikujeme na scena Sanja Lukarevska, aktuelната директорка на Управата за javni prihodi, da ja proglasi pobedničkata. Добро вечер на сите. Благодарам пред се на честа на Македонскиот олимписки комитет и на целиот тим да бидам дел од оваа прекрасна манифестација. Само едно ќе кажам дека одлична е ова иницијатива за што повеќе унапредување на позицијата и улогата на жената во спортот, само така ќе може да се зацврсти и незината позиција во општеството, а тука сме сите заедно ние да го направиме тоа. Што се однесува до посебното признание за животно дело, имам навистина огромна чест да го доделам на една вистинска дама, која што навистина испиша историја и која што е бренд, а така и ќе остане и понатаму, иако има уште многу да допринесе во развојот на спортот. Таа е прекрасен човек пред се, хуман човек,
одличен врвен професор на Факултетот за физичка култура и исто така спортист со кој што се гордееле и ќе се гордеат уште многу други нови генерации, а пред се затоа што почнала со пливање уште од своите 7 години. И навистина има, пак ќе повторам, преголема историја позади себе, а нешто што може би двете не врзува заедно, тоа е театарот. Посебно признание за животно дело за Наташа Мешковска. Победничката Наташа Мешковска не е во нашата земја, во нејзино име наградата ќе ја подигне Ленче Алексовска-Величковска, деканката на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Повелете, Ленче. Почитувани дами и господа, почитувани пријатели на спортот, почитуван председател на Македонскиот олимписки комитет, почитувана председателка на родовата еднаквост, имам голема чест и задоволство оваа награда да ја примам јас во името на Наташа Мешковска, синоним на жена, лидер, жена визионер, жена од науката. Впрочем, спортот е наука. Спортот обединува, спортот значи толеранција и заедништво. За да бидеш спортист е многу тежок, трновит патот. Но менталната сила што ја поседува Наташа како врвен спортист, Наташа како жена тренер и Наташа како професор ни дава право, сите ние жените, да кажеме не само дека сме еднакви, него дека сме и повеќе од еднакви. И тоа не само вечерва, него и понатам, затоа што ние сме и мајки и не треба да се злоупотребува социјалната улога на жената, затоа што е тоа најголемиот и најчистиот мотив. Афективното врзување и мајчинскиот мотив. Тоа треба да се искористи за понатаму, сето тоа нас да не обедини, а на Наташа и честитаме и посакуваме уште се поголеми успеси, а за мене е чест и задоволство да немаме само поддршка од мажите, туку најголема поддршка да имаме меѓусебно жените. Ви благодарам. Благодариме, Ленче. Златна олимпика за Наташа Мешковска, иако вечерва не е со нас, таа не заборави да ни испрати една убава видеопорака од Калифорнија, Лос Анџелес, чинам. Здраво Скопје, здраво Македонија. Се јавувам од топлиот Лос Анџелес, каде што сум во посета на моето семејство за новогодишните празници. Пријатно сум изненадена со доделувањето на оваа награда. Во оваа прилика сакам да изразам благодарност пред се до стручното жири што ме предложи и што едногласно изгласа да добијам токму јас оваа награда за животно дело во спортот. Благодарност до Македонскиот олимписки комитет и комисијата за родова еднаквост во спортот што организира еден ваков настан кој се надевам ќе прерасне во традиција. Позади сечив спортски резултат стои една голема екипа од стручни лица кои што исто така се заслужни за резултатот на спортистот и оваа пригода ќе искористам да ги поздравам сите оние кои биле инволвирани на еден или на друг начин во мојата спортска кариера. Пред се голема благодарност до сите тренери од Македонија, Србија, Хрватска и Америка кои што работеа со мене. Благодарност до тогашното раководство на Пливачката федерација на чело со господинот Трајчо Черепналковски. Благодарност до доктор Вучидолов кој што ме водеше низ целиот процес. Благодарност до мојот психолог Ник Бейкер кој што секогаш наоѓаше начин да ме мотивира. Благодарност до сите спортски новинари кои што дава неизмерна поддршка. Благодарност до целосната македонска јавност која секогаш беше со мене на сите настапи. А најголема благодарност изразувам на моето семејство, моите родители и сестрата моја, кои што и во сите кризи, и во сите успони и падови беа секогаш со мене, и во најтешките, и во најубавите моменти. Тие точно знаат што значи да се биде врвен спортист и колку одрекувања треба и колку жртви. Уште еднаш ви благодарам за наградата, пријатно ме изненадивте, многу се радувам, ве поздравувам и ви посакувам да останете сите во добро здравје и добро расположение. Поздрав! Ете, пораки ни пристигнуваат од сите страни на светот со една иста цел. Оддавање
почит на жените во спортот и се разбира еден поклон за нивната заложба за родова еднаквост на сите полиња, но конкретно вечерва во полето на спортот. И следната категорија, односно следната статуетка што ќе ја доделиме, носи исто така голема тежина. Не можам да се одлучам која носи поголема тежина, најверојатно секоја една од нив има своја тежина. Следната категорија е спортистка со попреченост. На сцена го повикувам амбасадорот на мисијата на ОПСЕ Клемен Скоја да ја прогласи победничката во оваа категорија. Повелете. Добро вечер на сите. Најдобра спортистка со попреченост е Јулијана Петровска. Победничката Јулијана Петровска ќе ја придружува Александра Димевска, генерален секретар на специјалната Олимпијада. Сакам да се благодарам од оваа награда и ја посветувам на специјална Олимпијада и за нас. Поздрав, фала ви многу. Почитувани гости, почитувани спортисти, спортистки, ваши екселенции, најпрво би сакала да се заблагодарам од името на целиот тим на специјална Олимпијада Македонија Скопје за оваа награда. Нашето учество на светското првенство во град Австрија и крајниот исход од него се само делови на нашата приказна, која што успешно заврши е дел од нашата колекција. Нашето мото на организацијата е "Дозволи ми да победам, дозволи ми да бидам храбра во обидот". Па затоа, ајде сите да бидеме похрабри, поуспешни, бидејќи спортот не обединува сите нас и сите заедно да работиме повеќе на поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби. Во Грац освоивме 2 сребрени медали, еден во тимска конкуренција и еден во индивидуална, која што припадна на оваа млада дама до мене, Јулијана, која што со својот шарм и харизма, кој што се отсликаа во нејзиниот танц, ја освои целата публика во Австрија. Ви благодариме. Драга Јулијана, особено сум горд што сам тука и ви ја предавам оваа награда. Го освоитвете сребрениот медал во модерни танци во Грац, а јас го знам овој настан бидејќи сум австриец. Вашиот настап има посебно значење за мене. Ме потсети зошто се надпреваруваме на спортски настани и за важноста на специјалната Олимпијада. Не се работи за медалите, ниту пак за слава, туку на независноста која ја имаат спортистите како вас и фактот што да дозволува секому да се надпреварува во животот. Живееме во свет каде многу од нас се патници, спортот ни дава можност да бидеме возачот. Ви благодарам што сте возачот во модерните танци, драга Јулијана, и благодарам за силната порака што ја пренесувате за сите нас. Благодарам. Благодариме уште еднаш, Јулијана, честитки. Колку емоции, солзи, радосници, таква е ноќта. Пред да продолжиме со уште 3 победнички, 3 златни олимпики, ќе ја поканам Бојана Скендеровски со незината нумера, круна. Уживајте.
jaz nizni patuvam, žedni misli pišuvam. I sve što bilo odavna, srce lekuvam. Jaz imam želba beskrajna, želba što ne tajna. Pustam dok na sebe stavam, izvezan so na smetki. Obojen so ljubov sveta, ljubov što se koji den cveta. Kruna jasna sebe nosam, so želbi nakitena. Biser suzi jerdan nosam, mirisna srećavo kosa. Život te zdib magija, sekoj nov den prikazna. Niz nego ja spatuvam, nova radost otkrivam. I sve što bilo odavna, srce lekuvam. Jaz imam želba beskrajna, želba što ne tajna. Pustam dok na sebe stavam, izvezan so na smetki. Obojen so ljubov sveta, ljubov što se koji den cveta. Kruna jasna sebe nosam, so želbi nakitena. Biser suzi jerdan nosam, mirisna srećavo kosa. Pustam dok na sebe stavam, izvezan so na smetki. Obojen so ljubov sveta, ljubov što se koji den cveta. Kruna jasna sebe nosam, so želbi nakitena. Biser suzi jerdan nosam, mirisna srećavo kosa. Така, после круната на Бојана, нам ни остана уште неколку статуетки да доделиме и да крунисаме уште некоја дама тука вечерва. Следната статуетка ќе замине во рацете на поединец кој се истакнал во рамките на една група. Продолжуваме со категоријата најдобра спортистка во колективен спорт. Номинирани се Гентјана Рочи, фудбал, македонска репрезентативка, членка на финскиот клуб Купс. Рочи има одлична сезона. Таа е прогласен за најдобар играч и најдобар стрелец во финскиот фудбалски шампионат. Втората номинирана, Сара Ристовска во ракомет, македонска репрезентативка, учесничка на завршниот Final Four турнир во Лигата на шампионите со ЦСКА Москва, најдобар стрелец во македонската репрезентација и лидерка на новата генерација. Трета номинирана е Анџелика Митрашиновиќ, кошарка, капитенка на македонската репрезентација, освојувачка на двојна круна, шампионска титула и титула во Купот на Македонија со екипата на Баскет Кам. Оваа сезона го носи дресот на француски Тарп.
На сцена го покануваме директорот на Агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсовски, да ја прогласи победничката и во оваа категорија. Добро вечер на сите присутни. Поздрав до председателот на Олимпискиот комитет Даниел, советничката. Чест и задоволство ми е денеска што сум вечерва со вас, со волку многу дами, со многу спортисти кои дефинитивно ја заслужија оваа награда. Се надевам, Даниел, дека ова ќе премине во традиција. Жената тоа го заслужува. Ние како Агенција за млади и спорт знаете дека од моето назначување пред година дена многу направивме во женскиот спорт. Покажавме дека жената може да се изедначи со мажот и со самото донирање на ваучерите и делот кај што директно се вклучени во програмските подредби, го покачивме за 20% во првата година. Се надевам дека така ќе продолжиме и наша заложба ќе биде во 2020 до 2024 да стигнеме 50-50. Поздрав уште еднаш кај оваа манифестација и се надевам дека убаво ќе си поминете. Најдобра спортистка во колективен спорт, колешката моја, Сара Ристовска. Честитки до Сара Ристовска, во нејзино име ќе ја подигне наградата, ќе ја прими Дејан Ристовски, нејзиниот татко. Добро вечер на сите присутни. Голема благодарност за доделувањето на оваа награда. Се надеваме дека ова ќе биде мотив плюс за Сара за поуспешно презентирање на македонскиот женски ракомет во и надвор од нашата земја. Уште еднаш благодарам. Морам само да ве поздравам. Јас се слушнав со Сара, ме замоли една заедничка фотографија, за да веднаш потоа и ја пуштиме на социјалните мрежи, господја Димеска или некој од тука, да не фотографира со телефон, со мобилен, за да ја поздравиме Сара. Сара е моја добра пријателка, така да, еве така, имаме фотографија, чисто да ја поздравиме Сара. Благодариме многу, честитки уште еднаш. Дали имаме и видео порака од Сара? Така, имаме и видео порака. Така, имаме од Москва, Сара Ристовска, да ја видиме. Добра и убава вечер на сите. Првенствено сакам да ви кажам дека ми е премногу жал затоа што не можам да бидам дел од вас, а воедно ми е премногу драго и премногу сум среќна затоа што Златна Олимпија ми ја доделува оваа награда за најуспешна спортистка во колективен спорт за оваа година. Исто така упатувам голема благодарност до сите луѓе што ги пратат моите успеси. Уште еднаш ве поздравувам и се надевам се гледаме на уште многу вакви настани. Чао! Ова беше поздрав од Сара Ристовска од Москва. Продолжуваме понатаму. Кратко, а сладко. Во следната категорија целиот успех, драги мои, се припишува на личната заложба и труд. Дона што ја издига дамата на брбот. Најдобра спортистка во индивидуален спорт. Да видиме кои се номинирани во оваа категорија. Андријана Попарсова во атлетика, на Скопскиот Визер маратон го подобри државниот рекорд што беше во нејзина собственост со време од 2 часа, 40 минути, 46 секунди. Дрита Ислами, атлетика, постигна државен рекорд на 400 метри со пречки на екипно европско првенство во Кипар, најдобар атлетски резултат сезонава. И третата номинирана, Мери Акиевска, бодибилдинг, 4 златни медали на 75-тиот светски шампионат во бодибилдинг и фитнес, што се одржа во Шпанија. Акиевска ја освои светската титула во својата категорија и во јуниорска и во сениорска конкуренција. На сцена ја повикуваме амбасадорката на САД во Северна Македонија, Кейт Мари Бернс.
Добро вечер на сите. Им честитам на сите жени кои добија награда вечерва. Во САД, ние се уште учиме, што значи како да се поддржуваат жени во спорт. Вистински промени инволвираат вистинска работа во нас самите, во нашите семејства, во нашето образование и преку важни институционални промени. Неодамна бев дел од оден искрен разговор помеѓу успешни жени од спортот од Република Северна Македонија и од Соединетите Американски држави. Заклучивме дека социјални промени можат да се случат само ако работиме сите заедно како тим. Да продолжиме да работиме заедно. Честитки уште еднаш на сите и ви честитам вам најдобра спортистка во индивидуален спорт Мери Акиевска. Добра вечер на сите. Чест и задоволство ми е што присуствувам вечерва на овој прекрасен настан. Огромна благодарност до сите за целосната поддршка. Огромна благодарност до мојот тренер Бован Ѓоровски, исто така до мојот фитнес матичен клуб Фитнес центар Магнус, до Олимпискиот комитет, до Агенцијата за млади спорт на Умче Мојсовски. Огромна благодарност до сите. Ова можам да кажам дека ми е уште една титула после 4 златни титули на светскиот настан во бодибилдингот. Прекрасно е чувството што сум дел од овој настан и прекрасно звучи се. Благодарам на сите. Браво, Мери, честитки. И полека но сигурно се движиме кон крајот, како што забележувате, ни остана само уште една златна Олимпија, која треба да замине во рацете на најдобрата спортистка за 2021 година. Ки имаме чест да ни ја открие председателот на Олимпискиот комитет Даниел Демевски. На сите добитнички им честитам, апсолутно заслужено. Мислам дека ќе ве потсетува ова статуетка на овој прекрасен ден. Навистина и дизајнот е прекрасен, верувам дека ќе уживате и ќе се потсетувате секогаш кога ќе ја гледате. А за сите кои што не ја добија, беа номинирани, за сите останати, верувам ќе биде мотив до година да ја добијат. Или некоја наредна, бидејќи, како што слушнав и ќе ви ветам дека оваа манифестација ќе стане секоја годишна, значи ќе прерасне во традиција и мислам дека токму и тајмингот ни е среќно одбран, секоја година пред нова година ќе се дружиме. Најдобра спортистка за 2021, нашата олимпијка, учесничка на Олимпијадата, која што настапуваше во еден фантастичен спорт карате, кој што за прв пат се најде на програмата, се надевам нема да биде за последен, и ја представи државата во најдобро светло. Пуликсенија Јовановска. Поздрав до сите присутни. Најпрво би сакала да се заблагодарам на целиот тим на Олимпискиот комитет, на председателот Даниел Демевски, на стручното жири, да се заблагодарам до Комисијата за родова еднаквост при Олимпискиот комитет.
Огромна благодарност до Агенцијата за млади и спорт и човекот кој што максимално ме поддржа изминатиот период, Наумче Мојсовски, директорот. Да се заблагодарам до човекот кој што ме поддржува уште кога бев млада надежна спортистка, господинот Драган Стојановски, председател на Карате Федерацијата. Секако до мојот тренер и селектор Стојан Андриевски и Златко Јанакиевски. Темелот на моите успеси се моите родители. Зад себе оставив олимписка година. Тука, со овој Оскар, со остварен сон за настап на Олимпијада, сакам да се обратам до сите спортистки, да ги охрабрам, да бидат упорни, трпеливи и да веруваат, бидејќи да се биде жена во спортот е многу моќно, но и многу тешко, бидејќи секојдневно си докажуваме на себе си и на светот кои сме и колку можеме. И за крај би сакала да се заблагодарам до сите храбри жени кои што ги гледам тука оваа вечер, бидејќи женската солидарност и поддршката се навистина потребни во тимот кој што треба да победува, односно на спортистките. Ви благодарам. Честитки Полексина, те молам биди на сцена, затоа што јас би сакала да ги поканам сите олимпики кои што беа прогласени за вечерва како победнички на една заедничка фотографија. Во меѓувреме, ќе ве подсетам дека имаме убава празнично внимание на вашите масички од Олимпискиот комитет за среќни празници. Ќе ви посакаме среќни новогодишни и божитни празници. И се надевам дека уживавте и ова нека биде, како што рече председателот, мотивација и потик за следната година да прогласиме уште повеќе и повеќе најдобри жени спортистки. Така, Елена, во наше име, како домакини во името на организаторите, им честитаме уште еднаш на сите добитнички на овие златни олимпики. Не застанувајте да верувате во себе, вложувајте во себе и знаете дека на крајот секогаш трудот се исплати. Ви благодарам на сите вам што ја направивте да биде оваа вечер толку посебна. Поздрав до публиката на Канал 5 која што не следеше вечерва. Повелете на семејна фотографија за оваа златна Олимпија 2021. Ви благодариме за вниманието и уживајте во коктейлот. Пријатна вечер.